И оние неколкумина жители кои останаа да живеат во село Небојани и понатаму очајно бараат изградба на патна инфраструктура. Велат дека како наближува зимата се повеќе расте нивниот страф од проблемите кои таа се заканува да им ги донесе. Предводени од старите лански искуства, кога снегот ги заробуваше во селото, па со недели не можеа да излезат оттаму, без струја и вода, оставени на милост и немилост во примитивни условија во 21 век, тие повторно испраќаат апел до надлежните да обрнат внимание на нивната мака. Тешок. Зошто немаме пат? Катастрофа. 6 месеци сме отсечени од светот. Нема тој црн пат не поправен. Снег кога падне таму може и по 2 недели струја да нема, ништо нема. Катастрофа. Еве сега зимата, стравувате ли дека ќе се случи таква штета? Да бидете отсечени од градот? Па ние секој пат стравуваме кога е тоа 30 км од Кочани далеко. Мора да стравуваме. Тоа на време и луѓе нема, горе на време се однесе нешто храна, брашно да има, тоа да има и рачунаме дека до мај месец нема да може да се ојде таму. Учители број моментално? Моментално 30 жители. Тоа е село од разбиен тип и од една куќа до друга можеш да одиш по пола сат. И е стварно страшно. А како успевате да стигнете еве до Кочани? Можеби ви имате превозно средство, има луѓе кои што немаат. Има ли превоз од таму? Превоз нема. Нема. Кој како знае да се снајде, се снаѓа. Што е потребно еве да направат надлежните? Пат, ние пат немаме. Пат кога има и зимото ќе одеш, се очисти снег, кога падне снег се очисти, ама кога заврнат дождовите и снегу и кога се створи калта, 1 метар кал има, ништо не оди таму. Ни пешки не можеш да заминеш, може и пешки одејќи да заглавиш некад. Моментално во селото има околу 30 на куќи, а во нив претежно живеат стари лица. Димитров раскажува дека неговиот татко со години не може да направи преглед кај доктор, па тој секој месец му ги носи потребните лекови. Инаку селото се наоѓа на одлична локација за потенцијален развој на туризмот, но се уште никој не ја поттикнува таа идеја. Почвата е една од најплодните, а продуктите произведени оттаму се надалеку познати по својот квалитет и високата еколошка вредност. Селото како село е, мислам, добро. За кога би имало пат, би можело да се произведе се. Буквално се еколошки, чисто. Мислам, нема таму, ништо не може да го загади. Не? Што се занимавате? Па ние со земјоделие нешто, кумпири посееме, гравче посееме. Значи плодна почва сепак има. Плодна здравје, ама без пат е страшно. Така, од ова ли црпите основна екзистенција? Па од тоа друго нема. Сега ова производи се сега што може и да стојат дека можеш да произведеш. Например, ја горе имав фолија направено за патижаните, пиперките, меѓутоа нема со што да ги донесеш. Без пат ништо не оди и сега се роди, има, мислам, добар квалитет, може се да се направи. Имаме доволно вода. Кога и дали воопшто овој проблем ќе добие позитивна завршница ќе покаже времето. Дотогаш небојчанци ќе живеат онака како што знаат и умеат. Во примитивизам, се додека некој не се смилува и им ги реши долгогодишните маки.